Добар ден на сите. Имаме кворум за работа и можеме да почнеме. Согласно член 38 од статутот на општина Битола, службен гласник на општина Битола број 10 од 2005, свикувам седница на Комисијата за јавни дејности на Советот на општина Битола денес, 10.7.2025 година, со следниот дневен ред. Точка 1. Програма за измена и дополнување на програмата за култура во општина Битола за 2025 година. Точка 2. Програма за измена и дополнување на програмата за јавни дејности, образование на општина Битола за 2025 година. Точка 3. Програма за измена и дополнување на програмата за социјална заштита во општина Битола за 2025 година. Точка 4. Студија за развој на летен и зимски туризам на Пелистер. И точка 5. Социјален план на општина Битола 2025-2029 година. Дали сме согласни со денешниот дневен ред? Кој е за? 3 за. Преминуваме на точка 1 од дневниот ред, програма за измена и дополнување на програмата за култура во општина Битола за 2025 година. Имаме представник од администрацијата на општина Битола и ве молам да се произнесете по точка 1 од дневниот ред. Повелете. Ви благодарам. Значи, ова е прва измена и дополнување на програмата за култура. И измената се должи на јавниот повик кој што беше од Министерството за култура, за креативни индустрии, на кој што аплицираше општина Битола во соработка со Културниот информативен центар. И на овој повик беше одобрен проектот со кој што аплицираше општина Битола, тоа е Битола Арт Мапинг, нова креативна енергија на културното лето, каде што ни се доделени 1.026.000 денари. И како донаторски средства, затоа се прави проширување на програмата за култура, со тоа што влегуваат во делот на организација на Битфест 2025 година. Тоа е проширувањето, значи само со донаторски средства од Министерството за култура. Ви благодарам. Дали имаме прашања од страна на советниците по оваа точка? Констатирам дека нема прашања по точката и преминуваме на точка 2 од дневниот ред, програма за измена и дополнување на програмата за јавни дејности, образование на општина Битола за 2025 година. Ве молам да се произнесете по точка 2 од дневниот ред. Повелете. Програмата за образование се зголемува во делот на основното образование со средства од општина Битола во износ од 20 милиони. Како што можете да видите, најголем дел од средствата одат за дел за електрична енергија, за течни горива, канцелариски материјали, средства за одржување на самите згради, поправки и одржување на друга опрема, осигурување, здравствени услуги се зголемува, превоз на услугите во образованието од 8.700 на 16 милиони, така да и купување на информатичка и видеоопрема, значи 60.000 денари, така да во целост имаме зголемување на програмата, односно на делот за основно образование за 20 милиони. Ние најавивме уште кога носевме минатиот пат про ова програма за образование дека ќе бараме проширување нели со ребаланс. Ви благодарам. Дали имаме прашања по точката? Повелете, колешке. Зошто толкова зголемување на ставките за електрична енергија и течни горива? Значи, негде 54, 57, 62,5% не се зголеми ниту електричната енергија, ниту течните горива вакво зголемување бележат. Ние уште кога кажав, значи кога носевме буџетот 2025 година, кажавме дека во образование, значи има средства кои што не се ќе фалат и дека ќе треба дополнително да се испланираат со ребаланс. Токму затоа имаме, значи, овде зголемување на овие ставки. Согласно нели потребите на школите. Ние тогаш ги знаевме овие цифри, меѓутоа не можевме заради лимитот на самиот буџет, не можевме да ги испланираме.
Самиот буџет, значи како што беше креиран, значи не можевме дополнително да ги ставиме овие средства. Ако кога сте го креирале буџетот, сте знаеле дека не можете, значи креираниот буџет не може да ги издржи сите издатоци, односно расходи, дали тоа значи дека имаме непланско трошење или покривање на претходни загуби? Да кажам дека има непланско трошење, значи се е плански, се е транспарентно, така да... Ви благодарам. Други прашања? Повелете. Ставка 424. Кај расходите. Од 620.000 зголемување 2.012.000. На што се должи толкова зголемување? Кај што е одржување на згради на ставка 424.210, значи 600.000, тоа е за бојодисување на училници, за менување на паркети, обшивки што прават училиштата, имат потреба. Обично во летниот период ги изведуваат тие градични активности. И 700.000 се за поправка одржување на друга опрема, за ПП апаратите што беа набавени и што ги набавуваат за текот во годината што му се потребни и за сервисирање и одржување. Ставка 425. Договорни услуги. 9.050.000 денари планирани со буџетот, 16.500 и нешто со ребалансот. Да, таму се превозните услуги во образованието во таа ставка на 425. Малце погласно ако сакате. Превозните услуги, превозот е таму исто во таа ставка на 425, 425.760. Најголемото зголемување е таму од 7.400.000 денари. Само превозот? Само превозот има најмногу зголемување, во здравствени услуги кај што извршуваат здравствени санитарни прегледи 100.000 има зголемување и во осигурувањето на стаклата 150.700. Другите се за превоз. Добро, ви благодарам. Ви благодарам. Други прашања? Повелете, колешка. А зошто во превозот имаме зголемување толкаво? Немаме зголемување. Превозот е исто како со нафтата. Значи во почетокот на годината беше кажано во буџетот дека ќе недостасуваат средства до крајот на годината и ќе ги покриеме со ребаланс. Ама видете сега. Буџетот се креира врз основа на податоци што ви дава, например, училиштата во образование, јавните предпријатија. Сите учесници во буџетот дават своји видувања како нивниот буџет пак ќе треба да биде за да можат да го остварат планот за работа. Да, ама во основното образование буџетот му стига само доволно за плати што ни го пуштат министерството и ние му ги покриваме како општина од нашиот буџет сите дополнителни трошоци материјални. Извинете. Значи, блок дотацијата која што ја пушта Министерството за образование, за основно образование не стигнува за материјални трошоци. И ние имаме буџет одреден што мораме да го распределиме за да може да функционираат училиштата до учебната година, до јуни пример. За наредната најчесто со ребалански покриваме останатите трошоци. Например, сега како знаете дека толку треба да се зголеми? Имаме договори со училиштата. Ги правиме договорите. Кога ги правите во 2025-та? 2025-та ќе имаме нови од септември, кој ќе почне учебната година. По старите договори до јуни? До јуни се покриени трошоците, да. Заклучно со мај, мислам, месец не се пуштени материјалните трошоци од училиштата и се покриени за превоз за електрична енергија. Добро. Ви благодарам. Други прашања? Констатирам дека нема повеќе прашања по точка 2 од дневниот ред и поминуваме на точка 3, програма за измена и дополнување на програмата за социјална заштита во општина Битола за 2025 година. Молам представникот од општинската администрација да се произнесе по точката. Повелете. Во програмата за социјална заштита има една мала промена, значи имавме предвидено средства 500.000 денари за опремување на детската градинка Мајчин дом. Меѓутоа, тие средства ни се одобрени од страна на Министерството, значи набавена е опремата, така да се ослободуваат овие средства. Имаме мало зголемување во јавни дејности за 850.000 денари,
Тоа се лицата кои што ги ангажираме и работат во летниот период во јавните предпријатија. И имаме, сега конкуриравме на проект од мерките од оперативниот план на владата на Република Македонија 6.2 мерката, каде што ни се одобрени тај мерка за средување на градозаштита и спасување од пожари и пошумување, 30 шумски работници и затоа имаме зголемување од 3.200.000 денари во донаторската сметка, значи, во донаторскиот дел на ова програма. А од општинскиот буџет, значи, се зголемува за некои си ни цели 300.000 денари, значи, бидејќи имавме ослободување нели од 500.000 денари од опремата за мајчин дом. Тоа е измената. Добро, ви благодарам. Дали имаме прашања по точката? Немаме прашања. Повелете, колешка Бити. Се не можам да се сетам од кај ги гледав овие податоци, ама вели вака. Ангажман на 25 до 30 невработени лица за уште 6 месеци, заради зголемен број на решенија за данок на имот. Тој проект, значи, тие лица се веќе завршени, мите договори исплатени се. Значи, овие средства се дополнителни само исклучиво. Ова не влегва во тоа. Влегва во ова ставка, јавни дејности, така ја водиме, меѓутоа доставувачите завршија својата работа, исплатени им се договорите. Овие средства се за продолжување на работниците кои што работат 15 уште 2 месеци. Кој месец? Тие завршуваат крајот на овој месец, значи на јули, август и септември се продолжуваат. Само 2 месеци. Добро. Ви благодарам. Други прашања? Немаме прашања по точка 3 од дневниот ред. Повеќе преминуваме на точка 4 од дневниот ред. Студија за развој на летен и зимски туризам на Пелистер. Ве молам да се произнесете по точката. Повелете. Ова точка требаше да ја брани колегата, меѓутоа нешто хитно му испадна, мораше да замени во Скопје. Значи, имате сите студијата, имаше одредена 2 јавни расправи. Како што знаете, ова студија се изработи од страна на професори од факултетот од Охрид. Целата сума на овој проект, односно на ова студија, изнесува 293.333 денари. Ова е студија која што нели ги дава насоките за развој на зимски туризам и летен туризам на Пелистер во наредниот период и како основа врз основа на која што ќе се прават нели потоа програмите во делот на туризмот. Ако имате одредени прашања, ќе ве молам на писмено ќе ви бидат одговорени, ми тоа слободно кажете да ги запишам. Значи, ако имаме прашања по точката, писмено ќе бидат накнадно одговорени. Дали имаме прашања по точка 4 од дневниот ред, студија за развој на летен и зимски туризам на Пелистер? Повелете. Дали ова сума од 290.000 денари е целосната сума за ова? Да, со се персонален данок. Благодарам. Други прашања? Повелете. Предпоставувам и гондолата ќе спаѓа во ова ставка. Нешто имаме помрднување за гондолата? Информација на писмено ќе ви биде одговорена. Сварно не е во моите Службите ќе си го запишат прашањето, накнадно ќе биде одговорено. Добро. Ви благодарам. Други прашања? Немаме други прашања по точката и преминуваме на точка 5 од дневниот ред, социјален план на општина Битола 2025-2029 година. Ве молам да се произнесете по точката. Повелете. Согласно законските обврски, односно Законот за социјална заштита, како што веќе знаете, имавме веќе еден изработен социјален план, на кој што му помина важноста, тој беше до краја на 2024, значи со ова се прави нов социјален план, се носи 25-29, кој што е доста многу значаен стратешки документ за развојот на социјалната заштита во наредниот 5-годишен период во нашата општина, бидејќи не се тука само нашите, не влегува значи само нашите обврски како општина, тука се поврзани заедно надлежностите на останатите институции кои што работат во оваа област, граѓанскиот сектор и целата и сите граѓани. Она што го имате, пошто сите го имате овој социјален план, она што можам да кажам дека во споредба со претходниот социјален план, нормално имаме подобрување во делот, имаме подобра подетална територијална анализа со конкретни демографски и економски податоци за сите населени места, бидејќи знаете предност не беше тоа што го имавме попис од 2021 година. Имаме проширување на офатот на социјални услуги,
со воведување на нови услуги, пред се со акцент на индивидуализирање на пристапноста. Значи, во претходниот ја немавме нега во домот, како што знаете, веќе имаме и лиценцирано здружение кое што дава ова нега во домот, а уште едно здружение чека лиценца, згрижувачките семејства веќе ги имаме, Старскиот дом дава привремено сместување, Сјурајдер, нашиот општински старски дом, дава привремено сместување за лица со попреченост, имаме нови старски домови, имаме советовалиште за жртви на семејно насилство, така да во однос на овие услуги имаме, значи, проширување во социјалниот план. Воведена е нова методологија за следење преку индекс на следливост, значи тоа недостасуваше на претходниот социјален план, и детализирана е рамката за лиценцирање и финансирање на давателите на услуги, тоа што не е најболна точка, бидејќи, како што знаете, лиценцирањето е фаза која што ја одобрува Министерството, меѓутоа е доста захтевна и тоа е она што ни недостасува во моментот, значи имаме многу малку здруженија кои што се лиценцирани, кои што може да ги дават услугите, а тоа нас не е потребно како општина. Така да сметаме со овој нов социјален план ќе ни даде ни подобри можности за поголем развој во оваа област, во соработка, секако кажав, со сите институции и граѓански сектор, бидејќи без нив ние тоа сами не можеме да го направиме, и подобро планирање на програмите од 2026 година. Ви благодарам на излагањето. Дали имаме прашања по точката? Констатирам дека немаме прашања по оваа точка и преминуваме на гласање по точките од дневниот ред. Точка 1. Програма за измена и дополнување на програмата за култура во општина Битола за 2025 година. Кој е за? 2 гласови за, воздржани? 1. Точка 2 од дневниот ред. Програма за измена и дополнување на програмата за јавни дејности, образование на општина Битола за 2025 година. Кој е за? 2 гласови за, воздржани? 1. Точка 3. Програма за измена и дополнување на програмата за социјална заштита во општина Битола за 2025 година. Кој е за? 3 гласови за. Благодарам. Точка 4. Студија за развој на летен и зимски туризам на Пелистер. Кој е за? 3 гласови за. И точка 5. Социјален план на општина Битола 2025-2029 година. Кој е за? 3 гласови за. Ви благодарам. Точките од дневниот ред се исцрпени и со тоа комисијата ја прогласувам за затворена. Ви благодарам.